Овој викенд, поточно на 4 и 5 октомври во Веро Центар ќе се одржи 17-тото издание на Интерфест Фуд, настан кој што ги избира скопјани да уживаат во многубројни активности поврзани со гастрономијата, вкусната храна, но и добрата забава, надпревари и едно незаборавно дружење за кое што секогаш се раскажува со денови. Во пресред на Интерфест Фуд 2025 за активностите во рамки на истиот ќе поразговараме малку подетално со Снежана Ангеловска, почесен претседател на хуманитарната организација Ангелчиња, која што беше и главен творец и иницијатор за ова убаво и традиционално случување во нашиот град. Жане, добро утро и благодарност од мене и од нашата екипа што и овој пат ги отвори вратите од твојот дом за да ги информираме нашите гледачи за предстојниот Интерфест Фуд. Добро утро и добре дојдовте. Вратите на мојот дом се секогаш отворени за вас. Голема благодарност до вас и до вашата екипа што секоја година не поддржувате за вакви хуманитарни настани. Интерфест Фуд и оваа година по 17 пат. Тоа е меѓународен настан каде што имаме многу земји учесници, каде што се трудиме максимално да се покажеме како добри домаќини, да ги пречекаме, да ги огустиме и испратиме на 5 октомври со убави и големи спомени. Интерфест Фуд, како што веќе знаат скопјани, меѓутоа и пошироко, е манифестација на која главниот акцент е хуманоста. Секоја година се шириме со по некоја категорија. Оваа година акцентот ќе биде на пица шампионатот, кој по втора година во склоп со Интерфест Фуд се организира и одржува. Меѓутоа оваа година во многу поголеми размери. Имаме гости судии од Италија, Србија, Турција, Бугарија, кои се надевам дека ќе го збогатат овој голем настан и ќе прикажат нешто ново и нешто поубаво, нешто поинтересно, позабавно за сите присутни во Веро Центар. Мене ми е многу жал што и оваа година не најдовме на некое големо разбирање од нашите институции за овој традиционален настан и веќе 4-та година поред го организираме без никаков буџет. Меѓутоа неуморни сме, ние не се откажуваме, затоа што сметаме дека хуманоста не треба да запира, без разлика на политиката на работење на сите други институции кои порано ни беа поддршка, а сега не се. Имаме многу млади луѓе кои хуманоста не каска, кои ке сите останати во тимот, меѓутоа многу млади луѓе кои се интересираат и мене ми е навистина голема чест и многу ми е драго, заради тоа што таму има присутни од 4 до 70-80 годишни луѓе кои се интересираат и секоја година повторно доаѓаат. И нема поголем успех. И оваа година, како и минатите до сега, донациите ќе одат во хуманитарната организација Свети Спас, каде што ќе бидат распределени и нашата најголема награда сепак ќе биде задоволството и на смевките на семејствата кои ќе ги добијат донациите. Спомена дека годинава акцентот ќе биде ставен на пица шампионатот, меѓутоа освен пица шампионатот тука ќе има и многу други придружни активности повторно поврзани со сладки јадења, со сладки пити, она што е препознатливо нели за оваа манифестација. Да, секако, напоменав, има повеќе категории. Никако да не се заборави категоријата варење на војничко гравче во котле. Исто така категорија на сладки колачи и пити. Оваа година се одлучивме да не бидат тоа торти, заради тоа што сепак колачите и питите полесно се распределуваат и полесно е на хуманитарната организација Свети Спас да ги достава до семејствата. Секако не сме да биде без сладко. Тука ќе имаме 3 категории: ситни колачи, крупни колачи и сладки пити со овошје или со крем. И можам да заклучам дека до сега заинтересираноста
за оваа промена е многу поголема за разлика од минатите која беа само категорија торти. И сега да кажеме дека во овие категории може да се приклучат сите хумани луѓе, без разлика дали работат како слаткари, имаат своји фирми или едноставно како домаќинки или домаќини, некој што знае и умее да подготви нешто вкусно, може исто така да го донира и да стане дел од настанот и да учествува. Така е, Ирина. На почетокот на организирањето на овој настан, јас јавно упатив апел. Значи до сите домаќини, домаќинки, девојчиња, сите оние што знаат нешто сладко да направат по дома, би требало да го донесат и да го донираат. Оваа година немаме категорија професионалци и аматери, него имаме категорија на хумани луѓе. Значи, секој оној што ќе успее дома да направи една кутија колачи, може слободно да ја донесе и да ја донира, ќе биде награден со благодарница, со убави зборови, голема насмевка и топла преградка. Заради недостатокот на буџетот и оваа година наградите ќе бидат во вид на чоколадо, значи чоколадно изработени благодарници, пекари. Се трудиме да секој еден биде награден со по нешто. А сето тоа ќе биде изработено нели овде во Свит Бейкери. Да, тој ќе додадев, тоа е лично направено од твоите вешти раце и од Чоко Свит Бейкери. На овој настан секогаш има и богата културно-забавна програма, која што особено ги анимира и помладите генерации, затоа што се работи всушност за еден семеен настан, каде што секој може да дојде да учествува донирајки одредени производи или да учествува купувајќи дел од тоа што се нуди таму и на тој начин да помогне да се собере тој хуманитарен фонд намене за Свети Спас. Те благодарам, Ирина, и многу ми е драго што си тука, затоа што ти си исто дел од Интерфест Фуд веќе 15 на години и знаеш што се случува и ме подсетуваш што треба да кажам. Ке заборавев да кажам дека оваа година имаме гастропазар. Тоа значи дека секој еден што произведува мармалади, домашни зимници, медови, што изработува од храна интересни производи, сите тие ќе бидат таму, каде што ќе ги изложат и ќе си ги изрекламираат своите производи, а за возврат нели тие ќе донираат во дел во купот од донации што хуманитарната организација Свети Спас треба да ги земе. И има доста заинтересираност, морам да кажам. Хуманитарниот хепенинг започнува во 10 часот, веќе во 10:30 го отвараме со фолклор. Бидејќи сакаме да прикажеме дека имаме голема фолклорна традиција на гостите кои ќе бидат странци таму на настанот. И секако тука се риби се орека, марбел, школата на Андријана Јаневска, секоја година се прејавуваат нови, за прв пат оваа година Акваденс. И мене ми е многу драго што сите они сакаат да дадат свој допринос за да ја збогатиме оваа манифестација. Очигледно дека и годинава не очекува еден убав настан на кој што, како што спомена и ти, има многу насмевки, многу среќа, многу споделена љубов, се со цел да ја разбудиме и да ја поттикнеме хуманоста кај секог од нас, да направиме убав гест и да ги израдуваме семејствата кои што преку организацијата Свети Спас ке ги добијат овие сладки производи и донациите што ќе бидат. И гравче. И пици и гравче. Јас некако тука кога сум кај тебе дома секогаш на сладко ме асоцира, затоа што дека ние зборуваме од твојата работилница се шири тој опоен мирис на чоколадо и на сладки пити. Да, јас себе и уште еднашка јавно ги повикам. Сите оние што сакаат да го поминат времето во сабота и недела, пошто и во недела ќе биде гастропазарот и во недела имаме исто забавен програм. Повелете дојдете. Па донирањето започнува од 10 часот и трае до 12 часот. Значи повелете дојдете, донирајте. Ние како народ сме хуман народ. Мене ми е многу јасно дека живееме во некое
тешко да не кажам сиромашно, ама така е, сиромашно време. Не сум воопшто изненадена што луѓето кои имаат помал буџет, семеен буџет, секогаш повеќе донираат. Еве, ве замолувам, ве повикувам, дојдете да се дружиме, да донираме. И нека оваа година биде најбогатата донирана, најголемата донација што ќе донираме на семејствата. Жане, посакувам успешна реализација на 17-тото издание на Интерфест Фуд 2025. Се гледаме на 4 и 5 октомври во Веро Џамбо центар, за да видиме сите кумани и да ја поддржиме куманитарната манифестација Интерфест Фуд. Благодарам за разговор. А ви благодарам и јас на вас и ве очекувам, се гледаме.